Почитувани граѓани, почитувани медиуми, подготовките за деценискиот план на Мицковски за изолација на земјата и грабеж на граѓаните се во тек. Јавното обвинителство и судството се под контрола на власта, со подобни обвинители и судии, блиски до Мицковски, а сега следува и брутална партизација на Министерството за внатрешни работи. Додека криминалот и корупцијата царуваат насекаде, скандали со 5 тони дрога кои водат до врвот на власта, во МВР се случува операција за отстранување на неподобните професионалци и ставање на партиски послушници. Со новиот закон за внатрешни работи, кој го донесоа и го менуваа неколку пати за само една година, ВМРО ОКГ и Панче Тошковски ги деградираат професионалците и инсталираат партиска војска во полицијата. Тошковски прераспределува полициски службеници по потреба на службата, без никакви критериуми и без согласност на вработените. Професионалци со 30 години искуство, кои со децении граделе кариера, преку ноќ се уназадени од раководни позиции до најниски извршители. Кариерниот систем е укинат. Се гази правото на работа и слободен избор на вработување загарантирани со Уставот. Се формираат партиски комисии за селекција, кои надвор од очите на јавноста и без вклучување на репрезентативниот синдикат ќе одлучуваат кој е подобен, а кој не. Тошковски удира и по джебот на полицијата. Работното искуство веќе не е дел од основната плата, со што директно се намалува вредноста на сите додатоци, како прекувремена и ноќна работа. Го укинува и за гарантираниот додаток за овластување од 20% и 30%, а наместо тоа Тошковски носи класифицирани листи за тоа кој заслужува додаток на плата. Значи, платата на полицаецот повеќе не зависи од неговиот труд и закон, туку од желбата на Панче Тошковски. Ова е истиот модел кој што го гледавме во времето на Никола Груевски. Моделот на МВР-ВМРО, како што го нарече Гордана Јанкуловска. Истата шема, само нови актери на старата криминална банда. Целта е јасна. МВР да се претвори во партиски механизам за пресметка со неподобните и заштита на криминалот и корупција на власта. СДСМ силно ќе се спротистави. Денеска поднесуваме иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на овој скандалозен закон за внатрешни работи. Бараме итно поништување на спорните одредби и стопирање на сите незаконски прераспределувања и постапки на Тошковски кои се донесени врз основа на овој закон. Нема да дозволиме МВР да биде партиски штаб на ВМРО ОКГ. Ви благодарам.